Ке се реновира Народната канцеларија на председателот Ѓорѓе Иванов во центарот на Скопје. Веќе е распишан тендер, а проценетата вредност на градежните работи е 305.000 денари или 5.000 евра. Таа беше оштетена на 13 април минатата година, еден ден откако тој прогласи аболиција на 56 лица. Тогаш започнаа протестите против помилувањата што прераснаа во шарена револуција. Канцеларијата беше мета на боење. Во секој момент во Северна Кореја може да почне конфликт, предупреди денеска кинескиот министер за надворешни работи Ванг Ји. Ако некој провоцира конфликт, треба да преземе историска одговорност и да ја плати цената, предупреди тој. Западни аналитичари сметаат дека Северна Кореја може утре да изврши нова нуклеарна проба или да испука балистичка ракета по повод 105 годишнината од раѓањето на основачот Ким Ил Сунг. Сад размислуваат за воени варијанти како одговор на програмата на Пјонѓанг. Над 55 милиони турци в недела ќе гласат на историскиот референдум кој би ја донел најголемата промена на турскиот политички систем од формирањето на модерна Турција пред речиси еден век, замена на парламентарниот со председателски систем. Доколку референдумот успее, тоа ќе овозможи на Ердоган да остане на власт до 2029 година со многу пошироки овластувања отколку сега.